Парламентот не беше на ниво и беше глув на амандманите што живот значат за Виница. Реагираше вчера претеничката од ВМРО ДПМНЕ Магдалена Манаскова, појаснувајќи на јавноста што новата власт им скусила на граѓаните. На ова денес експресно реагираше Славица Шуманска-Митева, пратеник од СДСМ. Ако пратениците од ВМРО ДПМНЕ толку се грижеа за жителите на општина Виница, планираните проекти досега ќе ги реализираа или барем ќе ги планираа во буџетот за 2017, а не да поднесуваат амандмани. Се прашувам кој досега ги спречи сиве овие 8 години да го остварат ветеното. Уште поконкретно во 2015 година преку Агенцијата за подршка на руралните средини за дел од посочените проекти веќе биле обезбедени средства во висина од 260.000 евра. Прво, филтер станица во населеното место Трсино. Потоа проект приоритет во рурални подрачја, енергетска ефикасност за поставување на фотоволтаичен систем на училиштето во село Трсино и предлог одлука за давање приоритет изградба на пат во село Грљани со должина од 1,8 км. Значи, во 2015 година биле обезбедени финансиски средства за тие проекти, кои што ден денес не се реализирани. По подолго време ова е прво реплицирање на пратеници од двете партии, што можеби е и вовед во понатамошни јавни дебати за сработеното, односно несработеното и од едните и од другите. Нешто што досега недостасуваше.